самиот крај да го најавиме тој фамозен Генералка викенд и тоа низ цела Македонија, што значи ќе има многу работа за чистење, затоа што никој не може да исчисти толку колку што ние можеме да изгнасиме. Ивана ќе ни ги пренесе сите детали во врска со овој викенд. Ивана, добро утро! Добро утро, Искра, до тебе. Добро утро и до сите гледачи на нашата утринска програма. Како што спомена и ти, овој викенд, односно на 9, 10 и 11 мај, по пети пат оваа година ќе се одржи најмасовното чистење или Генералка викенд, за кој што досега се имаат пријавено повеќе од 20.000 волонтери, односно 20.000 учесници. По ова нека биде еден апел и повик за сите луѓе кои што сакаат да ја гледаат Македонија зелена и чиста, да се приклучат кон Генералка викенд и да дадат свој придонес, а верувам дека секој од нас ја сака Македонија зелена и сака да биде што е можно почиста. Заслужни за Генералка викенд по пети пат се Ханес и Гордана Софија, со кои што ќе разговарам ова утро. Ќе посакам добро утро и на двајцата. Што представува еве Генералка викенд 9, 10 и 11 мај оваа година. Гордана, што ќе се чисти и еве како може да се пријават луѓето, како може да го дадат својот придонес? Генералка викенд е најголемата национална еколошка акција која што се држува, како што споменавте, пети пат поред, со така да оваа година е јубилејна. И не радува што според податоците кои што ни стигаат за сега, се повеќе и повеќе граѓани се вклучуваат и бројката од минатата година сега е многу поголема. Така да секој може да се приклучи и да придонесе. Прашавте што значи Генералка викенд? Значи одговорност. Одговорност на секој граѓанин да придонесе и за да имаме подобра средина, бидејќи никој не сака да живее во отпад, а свесни сме каква е ситуацијата во нашата земја. Може да се приклучат сите граѓани или да се регистрираат на официјалната веб страница Генералка викенд, меѓутоа најдобро би било локално со општините. Во секоја општина имаме координатор, сите 80 општини се вклучени и ако одат да прашаат, може да добијат информација каде, кој ден, во колку часот и на која локација ќе почнува. Иако сите локации веќе се објавени на нашата веб страница, може да се кликне на локации, например Битола, и сите локации ќе излезат. Да, интересно е тоа што Ханес е странец, нели, не е македонец, но сепак многу ја сака Македонија и прави многу за Македонија и се труди да ја исчисти. Јас би те прашала како да си направиме ние еколошка дисциплина. How can we make ecological discipline? How can we make ecological discipline? Very simple. Just act as you want that other people are acting on you. Едноставно, само делувајте онака како што сакате другите да делуваат исто кон вас. If you don't want anybody to throw trash in your backyard, then don't throw trash in the backyard of your country. Ако не сакате никој да ви фрла отпад во вашиот сопствен двор, тогаш не треба да се фрла отпад и во дворот на нашата земја, односно на јавните места. But on the same time, we also have to help our country, we have to help our institutions to create a new system for waste selection and for waste collection, because our infrastructure is very old and it needs maintenance, and this maintenance can not only come from money, it also needs the support of the citizens. Да, како граѓани треба да ги поддржиме локалните и централните институции во спроведувањето на селектирање на отпад, што е клучно за да се спречи ситуацијава во која што сме. Because a very simple sajedno, ние чистиме зела Македонија, because Генералка we can. Заедно чистиме цела Македонија, зашто е Генералка викенд, генерално чистење на отпад. Да, локацијата во петок ќе биде Скопскиот аквадукт. Кој себе може да биде присутен таму? Верувам дека нели секако е отворено, но дали може би секој оној кој што еве сега ќе го слушне овој апел може да дојде и да помогне да се исчисти овој дел од главниот град? Да, официјалното отворање на Генералка викенд е на Скопскиот аквадукт, меѓутоа тоа е само една од 500 локации низ целата земја. Во Скопје, на територијата на Скопје конкретно, ќе се чисти на многу локации во сите општини.
Така да не само на аквадуктот, граѓаните може да се приклучат во сите општини. Центар, Карпош, Аеродром, Кисела вода, Ѓурче Петрович, сегде ќе се чисти. И би било убаво кога секој, ако живее во таа населба, да се приклучи во неговиот дом. Да, интересно е што и училиштата се вклучени, така што и децата во петок ќе имаат нели еден еко час, но и подоцна треба нели за време на викендот со своите родители да исчистат во близина на своето место на живење. Да, имаме склучено меморандум со Министерство за образование и наука и УНИЦЕФ и ќе биде во петок на 9 мај во сите основни и средни училишта воведен еко час, кој што ќе содржи теоретски дел според Бирото за образование, според материјали од УНИЦЕФ и Бирото, и потоа, откако ќе заврши со тој час, ќе излезат надвор заедно со наставниците да го исчистат училишниот двор и повозрастните деца и околу училишниот двор. Сабота, заедно со родителите чистат околу во својот дом и околу зграда или куќа каде што живеат, а во недела ќе им биде домашната задача да исчистат пикник место, локално игралиште, било каде парк кај што се движат. Тоа треба да се фотодокументира, сите имаат мобилни телефони сега, и во понеделник да се донесе како завршена домашна задача. Навистина многу убаво и верувам дека ова ќе премине во пракса и децата уште од најрана возраст, мислам и родителите треба нели да ги учат, но и на ваков начин да знаат како треба да се чисти средината во која што живееме, односно онаму каде што ние поминуваме, каде што ние седиме. Ви благодарам и на двајцата за двојното време. Благодариме на вас. Фала ти многу. Да, она што се очекува секако да има нели повеќе од 20.000 волонтери на овој пети поред генералка викенд. Ќе ве поканиме сите да се приклучите, а в петок на Скопскиот аквадукт ќе биде присутна и претседателката на државата, господјата Гордана Селјановска-Давкова, која што сними и специјална видео порака за генералка викенд, која што предлагам да ја погледнеме во продолжение. Ви се обраќам не само како субјект на општествениот договор на Русо, туку и на природниот договор на Мишел Сера, во кој луѓето ги третираат земјата и природата како ним рамноправни. Го раскинавме пријателството со планетата, ги игнорираме нервозните предупредувања на природата и не сакаме да се соочиме со тешката еколошка криза. Постојано зборуваме за зелени политики, а живееме во сиво-црна реалност на убиствен воздух, загадени океани, мориња и реки, опустошени шуми, контаминирана почва. Природата ја третираме како непријател што треба да се напаѓа, а не како сојузник што треба да се брани. Иако заштитата и унапредувањето на животната средина и природата се темелна вредност во многу меѓународни документи и устави, па и во нашиот, во свет на изгубени вредности, тие се заборавени. Природата, тоа префинето суштество, не смее да биде жртва на профитната агресија. Билките и животните се постари од нас, а се плашам дека еден ден ќе откриеме дека биле и поумни. Мора да негуваме еколошка љубов, да учиме емпатија и свест, да утврдиме строги еколошки правила и норми, да го разбудиме и бодриме еколошкиот дух во нас. Полесно е да живееме во хармонија со природата, одошто да војуваме до смрт со неа. Крајно време е да трчаме маратон кон здрава животна средина, да засадиме дрвја на љубовта и цвеќиња на добрината, да склучиме примирие со природата, да и го вратиме украденото, да се грижиме за сопственото здравје, но и за здравјето на растителниот и животинскиот свет, ако сакаме да имаме здрава иднина. Годинава, од 9 до 11 мај, сите општини ширум државата ќе се обединат во најголемата еколошка акција Генералка викенд, како доказ за национална одговорност и еколошка будност.
Еколошката статистика открива дека последниве 4 години над 44.000 волонтери собраа повеќе од 1 милион килограми отпад и засадија над 135.000 дрвја. Се роди Сончевата гора како символ на новиот однос кон природата. Грижата ветува промени. Цврсто верувам дека оваа година ќе покажеме уште поголема еколошка зрелост ако има повеќе волонтери и посилна волја за чиста и здрава животна средина. Ако сакаме да имаме 4 годишни времиња и да живееме по нотите на Вивалди, да ветиме дека ќе сториме се за да си ги вратиме сините езерски води, бистрите реки, прозирниот воздух, зелените шуми и миризливите ливади. Почитувајќи ја природата, се почитуваме себе си.